Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Овој пат ве земам со мене на една мала прошетка да одиме до мојот друг имот и да видиме дали кукичката од земја ги преживеа овие поплави. За оние што не знаат, јас сум Димче, еколошки градител, градам со природни материјали и го имам изградено еколошкото село Сонцогор. Ама освен Сонцогор, јас градам и друг имот, кој што се наоѓа во оваа клисура позади мене, че многу поизолиран од Сонцогор и многу по-див. Па ајде одиме таму да видиме што се случува на тој имот, затоа што не сум бил таму 3 месеца. Имам снимано многу претходни видеа за тој имот, кој што сака да види, има на YouTube каналот Сонцогор, како ја градиме таа кукичка, како се дружиме на тој имот и слично. Одете на Сонцогор, одете на плейлистата Природна градба, таму има. Меѓутоа сега не сум бил на ова место 3 месеца и не знам што ќе снајдам таму, дали кукичката стои, дали местото е вандализирано, некога знаат да дојдат некои непријатни луѓе и да направат штета. И не знам што ќе најдеме, меѓутоа одиме да провериме и сакам да кажам дека ова место на кое што одам јас сега е место во кое што си го наоѓам мирот. И токму тоа ми е темата на денешното видео, односно додека шетаме да позборуваме за тоа колку е важно да си го наоѓа својот мир и да се враќа во себе, односно да се поврзува со самиот себе си. Па ете, може да ми искоментирате и да ми кажете дали ви имате место во кое што си го наоѓате мирот. Не мора да биде природа, може некој убав кафич, може би не знам, некој во кафана си го наоѓаат мирот. Значи не навлегувам во тоа и не притискам на тоа да мора да биде природа. Јас едноставно мирот си го наоѓам во природа. Јас си кажувам за мене, а вие кажете си за вас. И баш ме интересира каде вие си го наоѓате својот мир и дали имате место на кое што едноставно оставате се, дишите длабоко и си се поврзувате со себе. Моето место е ова, каде ве носам сега. Местото е Богомилската клисура на реката Бабуна. Значи, еве, стасав на другиот имот. Имав поприлично пешачење, може би 1 сат, меѓутоа стасав. Времето е убаво за пешачење, не е жешко. И на овој имот доаѓам после 3 месеца и секако малку е запуштен, затоа што го имам Сонцогор. Тука се животните, патувам, снимам видеа, така да овој имот за жал остана како што е, односно не завршен. Меѓутоа, среќен сум што ова кукиче од земја си стои, па така во нареден период ќе се потрудам да го завршам. Може би кукичката не е од $1.000.000, меѓутоа погледот е и секогаш би одбрал поевтина кукичка, а поскап поглед. Еве видете на што мислам.
Па ајде сега да одиме да видиме и дали кукичката на дрво уште стои. Почнав да си правам кукичка на дрво, значи над реката си ставив платформа, планирам да ставам ѕидови и покрив, значи ќе биде класично мало кукиче. Па ајде да одиме да видиме дали си стои. Ајде го и кукичето зад мене, ако може да видите. Тоа е платформа сега за сега, меѓутоа во иднина ќе биде куќа. Видете го само погледот. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Не заборавајте да се претплатите, да станете членови ако сте во можност, да го поддржите Сонцогор. А до тогаш ви посакувам и вие да си најдете место каде што ќе го пронајдете мирот и ќе си се вратите кон себе. Ви благодарам и се гледаме во некое мое наредно видео. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.